Добар ден, почитувани гледачи. Денес под лупа ќе ставиме уште едно јавно предпријатие од градов. Ќе зборуваме за градски гробишта. Мој гостин во емисијата под лупа, господинот Ванчо Костоски, кој од пред 3 месеци е директор на ова јавно предпријатие. Добре дојдовте во ТВМ и во емисијата под лупа. Последно наше видување беше за парламентарните избори. Да. Сега еве во нова функција и како директор на јавното предпријатие Градски гробишта. Добро вечер и на вашите гледачи и на вас и благодарам за вашата покана. Ние секогаш имаме со вас соработка. Кога сте ние биле поканите сте дошле на емисија. Господин Костоски, причина повеќе за ова гостување, иако веќе еден период наназад реализираме емисии со директорите на јавните предпријатија од градов, затоа што многу е важно да се знае граѓаните каде ги инвестираат и во што се трошат нивните средства и всушност што добиваат какви услуги за возврат. Но причина повеќе за ова емисија е тоа што на седницата на Совет во вторникот имаше точка која што беше директно поврзана со работењето на јавното предпријатие Градски гробишта. Баравте да се измени статутот на ова јавно предпријатие и сега ќе ни образложите зошто. За жал, ова точка не помина на дневен ред, не беше изгласана, немаше мнозинство. Советничката група на ВМРО ДПМН гласаше воздржано, а немавме мнозинство од страната на советничката група на СДСМ, така да не доби зелено светло ова точка. Па ќе видиме и што тоа ќе значи за работењето на јавното предпријатие. Но најпрво, што баравте? Значи, зошто барате да се измени статутот на јавното предпријатие Градски гробишта? Па видите, ќе се обидам накратко да го објаснам, ќе бидам концизен. Значи, со мојата доаѓање како веде директор на ЈП Градски гробишта, затекнав многу работи, покрај една од многуте работи и беше еден записник, едно решение од Државниот комунален инспекторат за вршење на престанок на дејност. Значи, дејност како градежна оператива, бидејќи покрај ние, како јавно предпријатие, покрај тоа што вршиме основната дејност, значи, околу на ова јавно предпријатие работиме и како градежна оператива, како и многу други јавни предпријатија за општината. Тоа е традиција која што наследивме и од поранешното, значи, раководство на локалната самоуправа и сега продолживме. Тоа е добро. И тоа промената на статутот беше како решение на Државниот комунален инспекторат, бидејќи во нашите шифри на дејност пред 3-4 години кои ги донесле, ги ставиле сите можни шифри во статутот на јавно предпријатие, во кој што имаше изградба на мостови, изградба на тунели, на авионски писти и такви работи. Искрено да ви кажам, ќе ве прекинам за кратко. На вистина, кога и ние го гледавме статутот на јавното предпријатие гробишта, за потребите на нашата телевизиска куќа и на информативната редакција, бевме во недоумица дали е тоа навистина тоа што го гледаме и што го читаме. Значи, едно јавно предпријатие да може да гради тунели, патишта, мостови, навистина, а јавно предпријатие како што е Градски гробишта беше една небулоза. Значи, овај статут е донесен пред 3-4 години. Значи, некој ги пресликал само за да не губи време, ги преслика сите шифри можни кои што ги даваат Централниот регистар и законите во Република Македонија и така обстојува, макар што ова јавно предпријатие, знаете со што се нема поплчување, поправки, ситни поправки, бекатонска галантерија, значи за околу општината помали работи, меѓутоа тоа јавно предпријатие има доста голем приход од таа работа. И нормално Државниот пазарен инспекторат сега 3-4 години не дошол до оваа идеја и затекнав, значи наследив еден таков записник со кој што не обврзани, значи или да смениме статутот или пак и да прекинеме да вршиме дејност. Бидејќи за ова што го спомнавте овие шифри треба да имате А лиценца. А лиценца изискуваат многу работи кои што ние не можеме да ги оствариме, тоа значи 5 инженери со овластување, више не знам колку вработени во таа градежна оператива. Значи добивме ние кој нас за забрана за работа, меѓутоа со наше залагање, со разбирање, благодариме на Државниот комунален инспекторат, тоа решение ние го обжаливме и добивме наново решение во кое што голем дел од овие непотребни шифри треба да се избришат. Значи со решение Државниот комунален инспекторат, тоа исто ви значи да ви објаснам исто кога добиете судска одлука да не ја почитувате после. Значи да советот да не ја почитува некоја судска одлука која што е донесена. И со намалување на овие шифри,
ги издвоивме оние кои што ни се најнеопходни за наша работа, да може да работиме со локалната самоуправа и тоа треба да издействуваме Б лиценца. За Б лиценца вика ние се спремно, поминавме на управен одбор таа одлука. Имаме 20 инженери кои што треба сега да ги добијате овластувањата, значи имаме рок кој што го почитуваме и дојдовме до финишот да се смени статутот, бидејќи мора да се избришат овие шифри. Затоа го дадов на совет, ова требаше само да биде да помине бидејќи имаме решение од инспекторат. Меѓутоа советот од политички причини не го изгласува. Добро му беше објаснато, а на изгласувањето на ова ќе значи следно, ако ние во наредниот период не да завршиме повторно таа работа, дека 15 до 20 луѓе ќе се технолошки вишок. Ние со нашето доаѓање, со моето доаѓање како веде директор, таму кажав дека апсолутно нема шанси да дозволам некој да биде избркан, но на работа. Ќе се трудиме да добиеме што повеќе работа и плюс вработивме 3/4, а не да избркаме. Значи, сега моментално имаме и потреба, уште бидејќи во моментов имаме толку многу работа добиена од локалната самоуправа што не може и да ја постигнеме. Значи овој период но не изградба на мостови и изградба на тунели. Она што оставно го работиме, меѓутоа тоа е проформа која требаше да се избриши бидејќи имаме задолжение. Интересира дали претходно нешто од овие дејности била реализирана, значи знам дека требаше да се гради некаков мост од страна на јавното предпријатие Градски гробишта, далјан или некаде во близина на Грашница. Поминав после тоа невремето, го видов таму е изграден тој мост, мислам тој мост полудрвење кој што не соодействува со овие шифри кои што ги имаме. Значи изграба на мостови подразбира од најмал до најголем мост. Значи тие шифри се само пресликани и нормално државниот комунални инспектор беше во право, ние се ги применивме сериозно кај едно предпријатие, меѓутоа дојдовме до пречка онаму кај што не требаше. Меѓутоа јас од јавно. Зошто еве вака едно ваше лично размислување, зошто не гласа советниците од ВМРО ДПМН? Мислите дека чисто политички или нешто друго е во позадина? Па не знам, треба ним да ги прашате. Јас секако не знам зошто не гласа, бидејќи беше добро објаснето. Решението од комуналниот инспекторат беше на секој поединечно поделено и го видео дека се задолжува јавното предпријатие да ги избрише овие. Ние може да ги избришиме само со промена на статут во совет, бидејќи тие се наши основачи. Значи да можев јас само преку нашите институции во управно Координаторот на ВМРО ДПМН после седницата даде една изјава, можеби малку попаушална, дека не било добро образложено, значи не биле добро доинформирани зошто треба да се менува статутот. Сега јас имав излагање, јас го кажав и решението, кажав и дека последиците од тоа ќе треба да имаат технолошки вишок кој што јас нема дозвола да му шенуш, меѓутоа ако сме примерани тоа ќе го направиме. Искрено ви кажам, ние и почнавме постапки бидејќи сме со време, почнавме на постапка да преминуваме за технолошки вишок, меѓутоа се надевам дека ќе има да разуми дека на следната наредна седница ќе го дадеме повторно и дека ево и дополнително објаснување, значи го давав, мислам после оваа емисија треба да е чисто јасно дека ние мора да завршиме работа бидејќи државниот комунални инспекторат може да понесе кривични пријави према тие што не го почитуваат нивното решение, а не сме ние бидејќи ние го дадовме на совет. Така да мислам дека после оваа емисија дека ќе има поголем разум и искрено ви кажам ќе оставам на секоја седница се дури не се заврши тоа работа бидејќи е во интерес на јавното предпријатие. Без работа од општината не може да опстане 60 луѓе вработи. Че тоа сигурно не бидејќи за ваша информација негде 4 до 5 милиони денари на годишно ниво се доаѓаат средства во јавното предпријатие по основ на изведени работи за општина Охрид. И сега ако ги скатите тие, то се соодветно на платата на 15 луѓе. Така. Другите дејности кои што ги имаме се недоволни за функционирање да се одржуваат со толков број на вработени. Меѓутоа во ова денешно време да бркате некоја работа нема дозвола тако нешто. Координаторот на СДСМ Константин Георгиевски рече дека уште на наредната седница повторно ќе биде ставена оваа точка на дневен ред и бидејќи сега имавме отсуство на двајца советници од СДСМ, по предпоставка дека тогаш ќе има мнозинство, ќе бидат сите присутни, ќе биде изгласана. Но што значи овој вакуум период од оваа седница која што беше во вторникот до наредната која што можеби ќе биде закажана после еден месец? Дали нешто тука вие губите како јавно предпријатие, имате некаков проблем реален или може да
имате разбирање кај Имаме државниот разбирање, имаме комунален временски инспекторат, период, да. знаат и тие дека не може да се заврши во 2 дена таква работа, че денес бев во Скопје специјално за таа работа и државниот комунален инспектор имавме разбирање ке нормално дека дадават еден разумен рок, меѓутоа не може да оди во недоглед. Така да ќе мора да се заврши тоа работа бидејќи е законска, тоа го налага законот. И затоа е несватливо, тука не требаше да има бар на оваа точка никаква политика да имат, бидејќи тоа е тоа. Што мора да се заврши. Така што наредниот период ние си работиме и денеска работевме на близо до Амамот на еден проект, така меѓутоа тоа не може да трае 3, 4, 5 месеци, може уште еден месец нека да завршиме целокупната процедура. Така. Сега реков 3 месеци сте веќе директор на ова јавно предпријатие. Претходно имаше доста проблеми. Многу пати се наоѓаше и на рап на финансиска одржливост. Каква е состојбата сега? Каква состојба затекнавте всушност и каква е состојбата сега после 3 месеци? Видите, кој да дојде директор, викат преходно начекав катастрофа. Тоа е принцип во Македонија, јас ќе кажам следно. Јас сум задоволен од мојата доаѓање и задоволни си вработени, да ќе ви кажам излошо и се надевам и граѓаните кои што имале комуникација со нас како јавно предпријатие. Минатата година, спрема финансовиот извештај, завршивме 20.000 евра во минус. Минатата година, значи 2017, од 1 јануари до 31, значи тоа е минатата власт, значи само како јавно предпријатие 20.200.000 денари во минус. Значи повеќе трошкови него приходи што беа. Плюс имавме отпис на поборавувања, некаде околу 1.800.000 и нешто илјади денари, значи вкупно 50.000 евра беше во загубата јавно предпријатие. Овој отпис на побарувања е по основ на ненаплатливи побарувања, бидејќи некој наназад неколку години не утужувал граѓани кои што нередовно плаќале и поминате одреден рок кај што треба да ги утужите, ако не ги утужите, тоа се застарени побарувања кои што не може да ги наплатите. Меѓутоа, обично, минатите раководства и секаде, не само, не зборам ова или она политичка гарнитура, наназад, овие побарувања ги оставаја да го прикажат лажен позитивен резултат, бидејќи вие се како побарување, меѓутоа во стварност немојте да ги наплатите. Да ги наплатиш, така. Меѓутоа, ако ги оставате така, вие испаѓате во добивка фиктивна, треба да платите данок на нив. Са ние не може да плаќаме данок на нешто што не може да го побаруваме. Рековме еднушката и да расчистиме. Овие побарувања ги отпишваме бидејќи не се наплатливи и тргнуваме сега со тој минус од 1.200.000 денари и со овие и уште претходната година имаше еден таков отпис, значи 50.000 евра сам по основ на отпис и 20.000 евра на како загуба во минатата година. И многу побарувања, значи некаде 5 милиони и нешто денари ова предпријатие беше во минус. Од оние доспеани фактури што беа до тој период, бидејќи секој ден ни доаѓаат некои од извршители кои што не биле евидентирали и не знаеле дека сте отужени или на извршители дајани. Ево пример ќе ви кажам мислам вчера дека ни стигна за неплатени земени компјутери 2012 година, денар не е платен на таа фирма, 100.000 денари е основниот долг. Нормално тие овие 3-4 години назад не се платени, значи не се многу тие 100.000, по 1.000 денари се плаќаат месечно, ќе се завршува таа. Мито се дозволило се на 100.000 и 100.000 имаме камати и извршители и нотари. И само еден пример ви кажав, такви имаме доста. Меѓутоа, јас сум задоволен бидејќи прво што се нафатив беше распишување на тендери, бидејќи кога дојдов начекав луфта многу разлика од тендер распишан минатата година со еден месец со ова година. Значи, секој година ги распишуваме, не можете да набавувате и материјали во рамките на своите побарувања. Че распишав неколку тендери во тие 2 недели, 6-7, а та не е лесна процедура. Излеговме накрај, че уште 1-2 ни престоја за ХТ за опрема и за систематски прегледи и за металургија. Ги завршуваме и тие сега и веќе немаме проблемата работа. Со нашето доаѓање позитивен имаме тромесечен, бидејќи ние мислам на 3 месеци квартнални извештаи даваме, меѓутоа не знам, на наредните седмици ги се види и во овој период доста добро работиме, че платата секогаш имаме за плата, ги сервисираме и наназад побарувањата. Ќе ви кажам дека имаме 3-4 фирми со по 100.000 денари неплатени, што имаме неплатени долгови. За минатата година свршени неплатени, значи сега јас плаќам за 2016 и 2017. И нормално и текомниве.
Попросто, ако ми дојдат денес код една фирма 70.000 овај месец обврски, ние плаќаме 150.000. Значи 70-80 за наназад и тековниве. Така веќе го фативме редот. Исто пристапивме кон договор со моите познанства и од помош од локалната самоуправа. Значи со овие фирми најдовме разбирање, до сега немале разбирање, не знам зошто. Она што го плаќаме на рати, правиме договор, се откажуваат скоро 100% од каматите. Тие не се мали ставки, значи сигурно на основниот доход. Па некојаш каматите се поголеми од повисоки, зависи во кој период, за колку така. години не е плаќано. И така сега имаме 4-5 фирми на кои што по 100.000 денари месечно плаќаме рати и успешно го правиме тоа и тие се задоволни ние и има добар веќе во нас. Така што ова јавно предпријатие почна добро да работи. На вториот дадовме платата, беше прв работен ден, денес пак можеме наредната плата да дадеме, денес не 9 и 10 и мајс. Имаме веќе плата и за наредниот месец. Кои ви се извори на средства? Значи, од каде ви рековте од општината, значи соработувате, всушност таа некако ви доаѓа како работодавец, ви дава задачи кои што вие ги извршувате, па за тоа добивате надоместа, имате и собствени извори. Моментално од некаде преку 1.800.000 имаме, така по моја некоја пресметка, зашто имаме многу проекти и се уште не можеме да фатиме точно. Мислам дека до 6-7 милиони ова година ќе завршиме, благодарение на градоначалникот Стојановски на локална самоуправа имаме доста работа, како ние како јавно предпријатие и знам и дека и другите имаат. Значи тие пари ги фактуримаме према локалната самоуправа, меѓутоа моментално користиме само наши средства, а тие пари ни стојат онај момент кога ќе дојде малку криза, кога шкрипец, кога ќе во некоја криза и тогаш кога има кога ќе ни дојде некој ваков случај, таа мора да оплатиме наеднаш. Тоа е една од ставките. Друга ставка е поголема, негде околу 10.000 сметки некаде за одржување на годишно одржување на гробиштата, значи што оние 600 денари кои што ги плаќаат граѓаните. Значи таа ни е втора поголема ставка исто. Понатаму ние од продажба на громни места, знаете, значи громно место и поплачување такви работи со редување, значи и од такви работи, значи ние ставка. Понатаму имаме од издавање на ресторанот и на други некои, значи цвеќина и што ги издаваме, наши простори што имаме, доста голема ставка, значи ова година ресторанот постигна највисока цена на месечно имаше наддавање 130 на 1000 плюс ДДВ, значи месечно. Така што веќе тие средства не се уплатени со 6 месеци однапред и тераме таа работа. И исто така имаме со полигонот, значи автошколите кои што го користат како ставка и од други некои поситни услуги кои што ги правиме согласно ова што потребите на граѓаните што ги имаат поситни работи се тие. Мито овие се 90% 95% од приходите. Колку вработени сте? Па варира некаде од 56 до 60, моментално сме 57-8, меѓутоа неколку имаме примени, веќе стварно имаме потреба со договор на дело, а до 3/4 веќе ни заминуваат во пензија. Така во наредниот период ќе имаме и потреба уште 5-6 сигурно бидејќи до 2019 6-7 луѓе од мајсториве, значи од овие што не се потребни ни заминуваат во пензија. А некој му даваме и предвреме пензија по нивно барање. Така. Дали во некој период од годината имате зголемен обем на работа, земајќи во предвид фактот дека вршите некои градежни работи? Значи, дали во пролет, есен, еве, лето имате повеќе работа, па тогаш треба да ангажирате и повеќе работна сила, можеби хонорарно или на некој друг начин? Па сега обично градежната оператива да има некако од април до октомври работа, меѓутоа ние во февруари имавме работа и во март многу имавме работа, во март, април исто и сега овај период имаме доста и имаме сигурно и фалите уште работници. Меѓутоа сум предпазлив во тоа, бидејќи може и сега да има по неколку месеци да нема и со овие расположливи малу се подигнав и доста продуктивност. Ќе ви кажам еден пример. Се правеа жардинерии на туристичка 4-5 со бидејќи јас сум имало и технички оперативец со моето доаѓање 10 на ден се прави. Значи зголемена доста продуктивност. Не сум најзадоволен, меѓутоа како јавно предпријатие знаете не е исто приватна фирма, јавно предпријатие, можностите за менаџирање се различни, така мислам дека сум задоволен од вработените и како резултат на домаќинското работење, значи сервисираме долгови нанатато ставени, редовни сме со плата, пред време плативме данок на ДДВ, 300.000 денари уште не ни е стигната
пресметката, бидејќи на 3-месечни обврзници сме ние до 400.000 евра кои имат промет, до 24-5 милиони како е. На 3 месеци плаќа, ние предвреме ги плативме, сега ако треба ќе доплатиме кога ќе ни дојде пресметката, и на едно 15-17 луѓе подигнавме платата на работници на оперативата. Значи ја подигнав платата и мислам дека се задоволни луѓето, а подигнувајте дојде како резултат на тоа што имаме добар прилив моментално и исто така со законот за минимална плата, бидејќи се донесе и тогаш ние доплаќавме, значи општ работник дојде да се изедначи со работник од прва класа со исто со плата. И сега, ако сакате добро да работите, општ работник и работник од прва класа кој што ви носи составање на плочки и бекатонки, кој што носи многу пари, уште за 20 други, не може да земат иста плата. Било така, најдов начин, ги подигнав бодовите, ги согласив, не гледајќи која политичка проминенција или кој човек, значи по категории ги подигнав платите. Вие долги години бевте работен во јавното предпријатие Комуналец. Колку тоа ви помогна за полесно и побрзо да се снајдете на ова работно место? Добро, сега има некакви допирни мали точки, меѓутоа е сосема различна проблематиката и за 2 недели се снајдов така нормално. Сепак е нешто ново, поинака мало проблематика, меѓутоа веќе имам искуство 30 години, 50 годишна возраст, така што мислам дека менаџирањето било кој јавно предпријатие ги знаете кои се основни примања, треба да зголемите продуктивноста, примањата би се редовни и да ги намалите непотребните трошкови. Тоаш нема шанси да нема успех во некој јавно предпријатие. Значи, ако се работи домајкински, ќе има подолгорочен развој на тоа јавно предпријатие, така што во наредниот период планираме и доста некои новитети кои што ќе ги воведиме таму. На една од наредните, сигурно на наредната седмица, покрај оваа точка што претходно разговаравме, ќе постана точка со намалување на цени на услуги на јавно предпријатие. Не зголемување, значи намалување на цени према граѓаните. 2-3 ставки кои што се многу значајни за граѓаните ќе ги намалиме. Сигурно оваа точка нема да го доживе истото што и претходнава. Затоа што е навистина за интерес на сите граѓани. Ќе има објаснување. Што ќе значи тоа поконкретно? Еве сигурно ги интересира граѓаните кои што не гледаат во моментов, значи на кои услуги? Од она која сум и јас нормално сум одел таму, бидејќи нормално сите во извесен период сме имале потреба да одиме на гробишта. Има доста пропаднати гробни места. Значи нивната нивелација или нивелација, така кажано технички, или подкревање, нивелирање, на луѓето може гледа така лесно, меѓутоа со едно подкревање имаме доста проблеми, па нови плочки, такви работи, и досега некаде беше 12 до 13.000 во просек. Кошташе, бидејќи не се малку тие средства за на таква работа, ние ги намаливме на управен одбор 6.900 плюс делен. Значи скоро е на пола се. И ќе ги даваме на неколку рати, 6 до 8 рати, зависно од можностите на граѓаните, може и малку повеќе, од случај до случај, и така што ќе возможиме на луѓето да ги решат овие проблеми, бидејќи ако не се направи одредена нивелација, после една година, две може да дојде до кршење на споменикот, пукање, значи уште поголема штета. А такви преку 2000 имат сигурно гробни места во кои што се веќе за нивелација спремни. Тоа на иницијатива на самите граѓани или вие им посочувате ако увидите дека некој гробно место на вистина му треба? Тие ги гледаат, доаѓа редовно таму, тоа се со години се така веќе, тоа се видливи од далеку, така да меѓутоа дел не се информирани граѓани, дел се знаат дека е скапа таа работа, затоа ќе намалиме скоро на 100%, значи 50% како испаѓат, и ќе имаме уште неколку тие полирања, такви работи, намалување на цени, така што мислам дека имиџот ќе биде поголем, сакаме граѓаните се задоволни, а со намалување на цени ние ќе имаме поголем приход, не помал. Бидејќи тоа што многу повеќе граѓани со давање на рати, намалување на цени, многу повеќе граѓани ќе пристапат и ќе ми фалат работници, сигурно ќе вработиме за таа работа. Едно од работите кои што треба да ги во идниот период ќе направиме, не се во нашо делокупна работа, меѓутоа ќе може да направиме, го чекаме законот за енергетика. Мислам дека е во комисија на влада сега, мислам не во влада, него на парламент, во комисија, и тој, колку што сум јас запознат до моите контакти во Скопје, ќе е доста либерален,
и тоа го чекавме, значи тоа ќе биде голем плюс за владата на господин Заев. Тоа што ќе значи дека ќе може да се една од ставките, значи тоа имат повеќе точки тој закон, ќе биде поставување на фотоволтаични централи или поточно да, значи понародски да кажам, на електрична сончева енергија, значи електрична енергија создадена од централи на сончева енергија, кој што ќе може секој граѓанин да ги поставува со добивање на дозвола и можности, значи од 3 киловати нагоре. Досега беше строго таа работа, одредени фирми само добиваја со повластени тарифи и не можеше да се стигне. Сега ќе биде масовно таа работа, пардона, јас што го знам, сега ќе го видиме законот. И нормално како јавни претпријатија и мој предлог и пред 4 години дадовме да власт, добро, немаше слух тогаш. Да, го имате презентирано овој проект. Да, го презентиравме, сега ќе го се надевам ќе го ствариме, нека имаме пречки, така што имаме доста слободен простор сиве јавни претпријатија и дали со сопствени средства, дали со приватно јавно партнерство, меѓутоа од онаш имам како најава, само кажување, ќе го видиме законот, една државна компанија, мислам дека Елем ќе финансира на луѓе кои се заинтересирани да постават такви централи. И таа извесен период за тоа што го финансират 6 до 7 години ќе користи, после тоа целата корист ќе оди на сопственикот. Така што ние кој јавно претпријатие се спремаме на дел од паркингот кој што е поголем, ќе ја подигнеме со платформа нормално долу да може да се паркираат коли, над ним да има како цел запад што е, сите паркинзи се искористени за таа намена, горе да има централ најмалку од 400 киловати, кој што ќе биде голем приход за тоа јавно претпријатие. Го чекаме само законот и вториот ден почнуваме со постапка за добивање, бидејќи 400 киловати е доста добра за наше јавно претпријатие како јачина на електрична централа. Само да ви кажам дека моментално на зима се грееме 10 канцеларии со кварцни печки, што е најскапото моментално. Тоа сакав да прашам, дали имате некакви долгови кон на обично јавните претпријатија и другите фирми Предвадена ја платив последната сметка, значи за април не ни е стигната. Значи ги сервисираме редовно. Значи за струја немаме проблеми. Имавме 2-3 сметки, се дојдов на нула. Значи уште не е стигната, ако стигне на наредни дни за 10 дни ќе платиме и таа. Значи немаме, меѓутоа ние многу високи во зимскиот период, негде 90.000 вкупна струја за неколку локации плаќаме. Значи наредниот период планираме и парно да поставиме, најевтино сигурно ќе е на пелети, значи дури се грееме на кварцни печки, ќе се грееме и повеќе и подобро и поевтино многу со парно нормално, бидејќи немаме воспоставено парно таму во нашата. Така што ќе имат доста новитети и нови приходи во ова јавно претпријатие, се надевам ќе успееме во таа. И намалување на трошоците. Обавезно мислам намалување на трошоците, без намалување на трошоци. Сега ќе ви кажам еден пример. Минатото се давале неколку илјади евра за градежна оператива за подигнување на земја, шут кој што испаја, значи, знаете, секој откопување има вишак на земја. И имавме опасност од поплави, бидејќи има една река која што не е регулирана од велгоши, кој што доаѓа таму и ги поплавува редовно и треба да имате оператива да ангажирате. На нас да се ангажирале оператива, сигурно 5, 6, 7 илјади евра годишно се давали и повеќе. Ова година е заврши без денара дадам. Со помош на локалната самоуправа и со помош на одредени поголеми компании кои што на еден добар збор дојде и без пари ние завршија целата работа. Ни помогна нашето јавно претпријатие. Каква е соработката со другите јавни претпријатија? Имате некои дејности кои што ви се сродни, каде што можеби сте ангажирани 2-3 други јавни претпријатија, а и воопшто треба да се соработува? Па јас сум повеќе задоволен и со градски пазар, значи се надополнуваме, не си заемаме меѓу себе работа. Ако сте ние побројни, сте моментално поспособни за таа работа, ја земаме ние. Ако се делокругот нивни, на нив им ја даваме таа работа. Или ако јавното претпријатие, сега еден од проектите беше изградба на мини пазар кај општата болница. И ние во рекордно време 4 дни завршивме нашата работа. Градски пазар ќе се доврши нивниот дел и за некој ден мислам дека ќе биде пуштен тој. Значи, ако градски пазар земе работа, она потреба ни нас не ја дава како работа нормално. Со проаков сме задоволни, значи ни помагаат во секаква ситуација, со комуналец исто така и со нискоградба. Значи имаме соработка така и како директори, и како јавни претпријатија и се надополнуваме многу работи. Така, околу одржувањето на хигиената на градските гробишта, ете тука сте и директно врзани со јавното претпријатие Комуналец. Како оди тоа, како се спроведува? Задоволни ли сте, имате ли забелешки од граѓаните?
може нешто да се нормално дека има, да, се може работи, ли нешто да се подобри? Да, се работи за негде 7 до 10 хектари површина, знаете, со четворица парковски работници не можеме да биде какова апотека. Меѓутоа, јас мислам, ево не само дека јас наназад Охрид има најсредени градски гробишта во Македонија. Јас ви го гарантирам, сум бил прилика приватно нормално по потреби. Знаете да ја видите, значи имаме најсредени. Далеко се од она како што треба да ја видиме. Меѓутоа, ево на последниот поголем христијански празник луѓето има добри комплименти за чистотата, за редот. А секако дека и јас уште не сум задоволен 100%, значи од 1 до 10 давам 7 до сега оценка. Ќе стасаме до 9, 10 не може да постигнеме секако. Така. Господин Костовски, вака добро да речам, добро тргнавте сега. Сега да кажам дека благодарение ево и претходната локална самоуправа, меѓутоа и оваа зедовне значи уште 2-3 плацеви ниви кои што во наредниот период веќе се наша собственост, бидејќи бевне кратки со проблем е секогаш да го решивме, значи уште една се во тек ќе биде, така следниме 2-3 години ќе немаме проблем за таква работа и ќе бидат и од оние поевтините кои што бидејќи имаме со одлука се донесени различни цени за различни места, се делени по блокови. Така да во овој период и благодарение на локалната самоуправа веќе имаме негде 2000 и нешто квадрати нови експроприацијата одите општината ја откупуваат, бидејќи тие се газдината работа после нас ни ја даваат на користење. Така во овој нареден период ќе решиме, мислам решен ние нема да имаме проблеми следната година. Тоа беше пред не знам десетина години голем проблем во градов, затоа што се соочивме со недостига, немаше можност како тоа да се се видите, ако се планираат, ако се гледат какви интензитетот на побарување на такви места, тоа што треба да видите кога дојдете до пола од она што располагате веќе нов простор да барате. Така има околу, само треба експроприација да се направи, без пари никој не дава таква работа. Че ако се планира добро, ќе се изнена за таква работа и ќе нема. Биде тој простор има уште место. Се надевам што помалку ќе ни треба место. Дај Боже сите, значи тоа го посакуваме, но и тоа е дел од животот и мора да се соочуваме со реалноста и да се размислува и на тој план. Вие како јавно предпријатие кое што директно е врзано со работата и функционирањето на градските гробишта, мора да ги предвидувате сите тие можности, сите оние проблеми кои што може да произлегуваат во иднина. Рековте соработката со локалната навистина е поставена на добри основи. Тоа што пред неколку години се поделија јавните предпријатија, значи од едно јавно предпријатие излего и уште неколку, предизвикуваше дилеми како сето тоа ќе функционира, но еве, времето покажа дека можеби не е тоа лошо решение. Видите, со поделба тоа законот налагаше, мислам дека без законот налагаше, меѓутоа со поделбата изимате зголемување на трошоци. Меѓутоа тоа е законот е донесен, некој го донесол законот и се ние мора да го испочитуваме. Една од пречките кои што ево ќе заборавев сака да ја спомна, никако иницијатива ние ќе почнеме, јас тоа го кажав, ево јавно ќе го кажам, е законот за администрација кој што е донесен пред 3-4 години, не соодветен со потребите на јавните предпријатија. Бидејќи треба за да вработите еден човек, че милион лабиринти треба да направите, а имате потреба, значи план да донесете план за вработување, па после образложенија, па после дозволи од министерство, пред некој ден имавме некое советување на таа тема. Јас мислам, наше мислење и став беше таму дека јавните предпријатија не се буџетарски организации, дека ние сами се финансираме, ниту од буџетот на општина, ниту од буџетот на Република Македонија, со сопствени средства и дека ние не треба како јавни предпријатија да подлежиме на закон кој што е донесен за буџетари, значи за јавната администрација е донесен. Имате примери, ќе ви кажам, несоодветни, значи, како ви кажам, решенија за работа, кои што луѓе не може да одговорат, меѓутоа немојте никако да ги поместите. И така сте врзани ви раците да направите една добра креација така за работата. И мислам дека овој закон треба да се укине, барем за јавните предпријатија да не важи, бидејќи ние си имаме инстанци други кои што не контролираат наша работа. Тоа е управниот одбор кој што го имаме и нашиот основач Советот на општина Охрид. Значи тие не се на нас функционираше. Сега овој закон значи придонеси за полоша работа на јавните предпријатија.
Така. Па се надевам дека овие ваши забелешки ќе стигнат до она место каде што треба и дека не само ваши конкретно, значи и од вашите ќе бидеме вашите конкретни колеги, иницијатива, ќе почнеме писмена иницијатива официјална и се надевам ќе најме разбирање. Образложението зошто, а сите знаат дека не треба да е така, беше дека некој при 3-4 години кој што зеле европски пари за таа работа и сега треба да ги оправдаат. За некој што треба да ги оправда во Скопје пред 4 години што зеле, мислам не лично зеле како установа за таа работа. И сега ние треба да трпиме последици од таа работа, затоа што некој сега му е срам да каже дека сгрешили, дека не требало да биде така работа. Сега кајност нема срам, ќе почнеме таа иницијатива, се надевам ќе имаме поддршка сите јавни предпријатија во Македонија и тој закон во делот на јавни предпријатија да се промени за да може да функционираме. Сега ќе ви кажам, 6 луѓе ќе ми заминат за година дена во пензија, јас не можам да вработам. Не можете да вработите нови, да. Сега ќе чекам милион ребуси да изрешам за да вработам еден општ работник таму. Да не ви објаснам одека дури јас не може да ги досфатам тие лабиринти таму. Што се тоа 3/4 треба да седиме на колегиум за да ги решим тие работи. Че не може да преместиш од едно на друго работно место и ако гледате дека некој не се одветен, значи не се работи за помала плата, значи не се одветно место. Така што мора да ги решиме работи, инаку сите ги имат овие проблеми. Па затоа сте поставени, еве, вие конкретно како директор и другите ваши колеги на тоа работно место да ги решавате проблемите и ребусите, како што рековте. Сега малку ќе ве одморам, време за реклами, па потоа уште малку за идните планови за се она што е дејност на јавното предпријатие Градски гробишта. Постојано ниски цени. Чаен колбас 1 килограм 305 денари. Мајонез деликатесен 680 мл 69 денари. Бомбонјера 200 грама 179 денари. Постелнина за брачен кревет 1449 денари. Кам, купувај мудро. Се повикуваат граѓаните на општина Охрид кои сметаат дека невремето проследено со ветер, силен дожд и град кој го зафати подрачјето на општина Охрид на 6 мај им има нанесено материјална штета на нивните имоти, земјоделски површини засадени со култури, стамбени објекти, земјоделски објекти, деловни простори, истата да ја пријават во просториите на општина Охрид. Пријавувањето може да се изврши секој работен ден од 8 до 16 часот во општинскиот услужен центар во архива на општина Охрид или на телефонскиот број 046 262 493 локал 206. Лице за контакт во општина Охрид е Радован Велјановски. Покрај барањето, пријавите треба да бидат дополнети со фотокопија од лична карта, фотокопија од трансакцијска сметка и доказ за собственост на имотот, имотен лист, а доколку лицата поседуваат фотографии, истите да ги приложат кон барањето. Artwall ви ги представува најквалитетните декоративни производи за внатрешно уредување на вашиот дом или деловен простор. Внесете топлина и стил со широката палета на бои за зидови од познатиот бренд Sandeco, сертифицирани со врвен квалитет, отпорни на влијанија, еколошки и безбедни по човековото здравје. Уникатни тапети произведени со посебна технологија од специјални материјали. Над 130 модели, од класични и софистицирани до ултрамодерни и светскиот тренд 3D тапети со илузија на камен, метал, дрво, мермер, цветни и геометриски релјефи, пластифицирани и лесни за одржување. Внесете посебен шарм со расвета и лустери со LED технологија и модерни зебра завеси. Посетете не во Струга, веднаш до салонот за мебел Љачка. Artwall – нова енергија во просторот. Хотел Престиж Струга – луксузен интериер во модерен стил. Ресторански сали со капацитет од 450 и до 600 гости со атрактивен изглед за организирање фамилиарни свечености, прослави и забави. Цена на менија за свадби од 12 евра со вклучен неограничен пијалок и гратис комплетно декорирање на сала. Хотел Престиж Струга. Луксус што можете да си го дозволите. Претворете го вашиот дом или градина во пријатно место за одмор и релаксација.
Проширете го вашиот угостителски објект со природен амбиент и модерен дизајн. Внесете функционалност и естетика во просторот со производите на Бели 2000. Фонтани, вистинско освежување за градини и паркови, шанкови и летни тераси за угостителски објекти. Пријатна сенка и заштитен простор на отворено, со елегантните и безвременски перголи на стрешници и веранди. Импресивни идеи, долгогодишно искуство. Висок квалитет на материјалите и изработката се наша гаранција. Бели 2000 Тетово. Бичен лаунж бар Джовани, совршено место за организација на свадби, родендени, крштевки и останати семејни свечености. Ресторан со стилски ентериер и тераса на самиот езерски брег, со капацитет до 300 гости. Отвореноста на ресторанот и терасата кон езерото создава совршен амбиент за незаборавна матурска прослава. Интернационална кујна со мени за сечи вкус, секогаш свежо подготвено и совршено сервирано. Атрактивен и уникатен за семеен или деловен ручек, романтична вечера или пијалок и дружење со пријателите. Дозволете ни да ве импресионираме. Beach and Lounge Bar Giovanni. Железарија Мајсторче со уште еден продажен простор на улица Питугули, збогатена понуда со најквалитетна санитарија и опрема за бањи. И на новата локација ви нудиме широк асортиман на рачен и електричен алат, бои и лакови, се од електрика, ХТЗ опрема, се за водовод и канализација, гипс табли, сите видови налепила, глед маси и лајси. Сето ова, дополнето со голем избор на керамички плочки и ламинатни подови, ви го нудиме и во добро познатиот продажен простор на старата локација на улица Питугули, Горна Влашка мала. Голем сезонски попуст на голем број артикли, гаранција за квалитет и врвна услуга. Веќе 8 години за вас. Железарија Мајсторче. Конитекс, 25 години успешни на пазарот. Специјализирана компанија за производство на текстилни производи за опремување на хотели, ресторани, кафетери и други сместувачки и гостителски објекти. Постелнини, прекривки, фротирска програма, јоргани, перници, заштита за душеци, конфекција и монтажа на преку 1000 видови на завеси. Нашите производи се дел од безпрекорниот ентериер на најреномираните хотели и ресторани. Луксузот од 5 звезди сега достапен и за вашите сместувачки капацитети од мал обем. Пристапни цени и заштеда на буџетот со текстил, кој нема да изгуби естетската вредност и квалитет и покрај честото перење на високи температури. Конитекс. Повелете во плажа и ресторан Потпеш. На веќе добро познатите рибни специјалитети, а од сега и оригинална италијанска пица. Со секоја резервација, организиран превоз со катамаран. Потпеш. Рај на Охридската ривиера. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. Викенд акција во Миса Маркети. Моје колаче 300 грама 39 денари. Финети крем 1 килограм 199 денари. Чипси стапчиња 40 грама 13 денари. Рамазански маги супи 3+1 гратис за само 39 денари. Фагел за туширање 250 мл 79 денари. Фа дезодоранс 150 мл 79 денари. Виолета тоалетна хартија 10 парчиња трослојна 99 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети.
Господин Костовски, продолжуваме ние со нашиот разговор. Значи, Ванчо Костовски, почитувани директор на јавното предпријатие градски гробишта, комуналец, бидејќи бевте во комуналец, по инерција. Значи, директор на јавното предпријатие градски гробишта. Денес разговараме за ова јавно предпријатие, за се она што го затекнавте како состојба и она што се ваши идни планови. Сега кажавме околу одржувањето на градските гробишта, но не е ретка појавата да имаме вандализам врз надгробните плочи, врз се она што се како споменични обележја, се случува тоа и на градскиве гробишта. Како се справувате со ваквите случаи? Па се многу ретки, меѓутоа имаше последниот период така е ситен вандализам, не можам да го наречам. Се работи ми по моје мислење за една личност која што мислам дека има некои проблеми, така што е пријавен тој случај полицијата си е терата работа, меѓутоа вака глобала е дека е се во ред. До се не снимале постериозен некој настан во тој поглед. Колку се обезбедени градските гробишта? Имате ли чуварска служба? Имаме како чуварска функционира? служба 24 сати, меѓутоа мораме да признаеме дека се работи за огромна површина и некој ако сака да биде вандал не може да дочува што работа. Значи сепак оставаме на морал, најголем дел на морал на луѓето. Бидејќи најмалку километар и полу има два ако заобиколите сите градски, мислам како периметар градските гробишта, така што не може да ги чувате со 10 луѓе. Значи најголем чувар е совест, така и кај луѓето и немаме сериозни проблеми, имате еден мал проблем кој што се решава моментално во тој поглед и тоа е секаде нормална појава. Значи не е нормална, али нормално овој свет. Вие сте задолжени за одржувањето на муслиманските гробишта. Каква е состојбата таму? Знам дека имаше некоја иницијатива за да се изгради капела, затоа што веќе во ова време тоа станува и неопходност. Дали има можност, општината или јавното предпријатие да излезе во пресрет и да изгради капела на муслиманските градски гробишта? Основниот проблем е што тоа место нема детален урбанистички план и знаете без детален урбанистички план не може да градите ништо таму посериозно. Можете адаптација на нешто да правите. Со самото моје доаѓање имав средба на моја иницијатива со исламската верска заедница и видовме кои се одредени проблеми, поситните веќе ги решававме, ги решивме. Негде 30, 40 или 50 се фатија гробни места кои што биле продадени пред 3 години земјни парите, меѓутоа не беа поплочени. За останати са некој што пред 3 години, 4 користил парите, ние само вложи, иначе го постигнавме сега. Веќе 95% е завршена таа работа и фативме нормален тек. Значи, знаете, од кога се продаде гробно место, во рокот по извесен период треба да се поплочи околу, да тоа земам пари. Меѓутоа, ако денес не го поплочите, утре не го поплочите, ќе се намножат, после немате средства. Значи, тој ред го фативне. Во план сте натака, согласно законите и кој се дони детален план, да се изгради еден објект за верски обреди на, мислам, капела за муслиманскиот дел. Овој дел, сигурен сум дека општината ќе изнајде своји лични средства и нормално ние како општина да имаме такви средства за да го изградиме. Тој дел и во наредниот период ќе не биде приоритет во тој дел, инаку ние не ги делиме на муслимански, христијански, градски гробишта, се градски гробишта за сите, значи од било која вероисповест. Така. Кои се ваши други планови, проекти на кои што работите или допрва ќе работите? Можеби ќе аплицирате за средства за добивање од некои европски фондови или некои други извори на средства? Обично тие европски фондови се за развој на туризам и други работи кои што немаат допирна точка со нашето јавно предпријатие. Мислиме да го подобриме возниот парк, значи бидејќи е катастрофален. Тука не можете да издействувате некои средства за подобрување на возниот парк? Сега за коли не дава никој, така за мислам коли ови кои што се лека кола, значи не дава никој средства таква работа. Имаме некои кои што не се во добра состојба, наредниот период ќе ја способиме. Оно до нас што ги имаме како план, значи ќе биде купување на една метачка, значи рачна, електрична, или не е важно каква, значи метачка која што ќе ни помогне во посовремено чистење на овие површини, парчина и патови кои што ги имаме низ градските гробишта. Исто така понатака мислиме да работиме доста со општината. Моментално сега е проект кој што денес го започнавме, ќе видите уредување на просторот, на мини плоштадчето од Амамот до комплексот на Летница. Знаете онај простор.
кај што обично се паркираат велосипеди и мопеди. Имаше една запуштена фонтана која што никога не профункционира, денес ја растуривме таа работа. На тој простор ќе биде современ мини плоштад направен со негде 100 квадрати од, како кажам, гранитни плочки и онај дел кај што се продаваат бижутеријата, тие овие од чаршијата, кај мал пошироки, нели, кога слегувате надолу има земја. Тука мислиме едно мини амфитеатар да направиме на кој што ќе имаме и седишта, значи така со клупи на кој што ќе може некои мини манифестации да се одржуваат и тој проект негде за 7-8 дена ќе го завршиме. Така тоа е по нормално по барање на локалната самоуправа. Ќе смениме ивичњаците на потегот од Жигово до Сити Палас, бидејќи тие се пропанети, не се познаваат, ќе се сади нова трева од страна на јавното предпријатие Охридски комуналец и Цвеќина, ние ќе ставаме ивичњаците за да не може да автомобилите влегуваат на тревата. Тој пат исто така, мислам, таа цела линија, река локалната самоуправа у план за брзо да почне за некој ден и за асфалтирање, наново асфалтирање на целиот потег натака, така што така ќе добиете една целина ќе биде многу добра. Го завршивме проектот со фарбање на клупите директно на кејот, бидејќи имаше и уништени, ги сменавме тие штички кои што беа уништени. Да, имаше доста уништени. Да, и ги сфарбавме, значи со свежа боја, веќе се како да кажам, и добро и за око и функционални. Некаде 200 квадрати поправивме последица од невремето кој што беше пред месеци и пол-два некаде. Знаете дека пристанишето долу вода оди и испукано и од големите бранови, бидејќи на дојде на езерото, снема 200 квадрати, значи беканто плочки ги снема, ние ги надокнадивме тие и ги поправивме, значи тоа беше како на ратно боиште. Исто така мини пазарот го направивме сега кај општата јавна болница, работевме во општина на поставување на рампи, ќе има рампи во паркингот околу општината, бидејќи отворен се користеше и луѓе од надвор го користеа, значи тоа современување. Во наредниот период исто така ќе имаме уште неколку проекти како што каде што имат од комуналец има наместо џепови ќе правиме мини онакво за поставување на контејнери, да не се на земја, значи ќе ставиме, ќе имаме трпејца, веќе налог имаме за работа за иста интервенција околу каде што се наоѓаат контејнерите. Исто во наредниот период ќе имаме една патека која што треба да се направи во соработка со Билјанин и Изверјаното предпријатие, заборавив да спомнем, имаме добра соработка, значи од терена со вештачка трева до повеќе функционалното игралиште, малу се така калливо, значи ние ќе поставиме, ќе се постави осветлување на страна тоа јавно предпријатие, а ние ќе направиме патеката и такви интервенции. На вистина сте имале доста работа. Па моментално имаме 6 проекти на кои што и веќе ни фали и луѓе и време да ги постигнеме на време. Се надевам дека ќе постигнете се она што е зацртано. Летото е пред вас, се малку специфичен период поради тоа што ќе имаме зголемен број на туристи во градов, но тоа ова се што го кажам, мислиме за месец дена го завршиме. Да. Значи, ако наброја, доста добро работиме и за месец дена ќе бидат сиве овие проекти завршени. Така. Посакувам реализација и на проектите, јавното предпријатие да се движи во позитивна насока и ние сме тука, значи ја следиме вашата работа. На наредната седница на Совет да ви помине точката и да добие зелено светло за промена на статутот, за да можете полесно да функционирате без поголеми главоболки, ради тоа што може да имате некакви реперкусии од државниот комунален инспекторат. И благодарам за транспарентноста. Еве, не сме имале гостин од јавното предпријатие Градски гробишта, не знам, можеби 4-5 години наназад. Па јас секој време и за секоја тема и како директор, и нормално знаете дека сум председател на политичка партија и секој па сум транспарентен од она што можам да бидам. Значи ви благодарам за оваа емисија што не поканивте и вие давате придонес во објаснување за овој проблем што настана во Советот на општина Охрид и се надевам дека после оваа емисија на сите ќе им е јасно за што се работи и ќе исправат грешката. Ставивме под лупа. Појасно ќе биде сигурно. Благодарам, сте благодарни. Благодарам уште еднаш.